Здраво да дојдовте уште едно видео, каде што во ова видео ќе збориме за многу интересен концепт, кој е всушност ендоспори. Значи не се спори, него се ендоспори, ќе објасниме разликата, но значи да речеме имаме некоја си бактерија и таа сега си живее, значи јаде одредени хранливи материи, но кога ќе се потрошат тие хранливи материи, таа наместо да изумре, едноставно барем тие кои се грам позитивни, значи тие кои се грам позитивни, всушност прават спори, односно ендоспори, кои се еден начин на хибернација. Значи чекаат се дури не дојат поволни услови за да може пак да живеат. Значи еден вид на преживување е тоа. Ова обично се случува, значи кај тие, како што реков, кај грам позитивни, обично кај бацилус или антракс или клостридиум, кои обично знаат да бидат токсични бактерии, така да спорите знаат да бидат многу опасни. Сега спорите, накратко кажано, е всушност се создава една спора, да земеме со, не знам, зелена боја, се состави една спора и таа кога искочи, таа си седи, си живее, се дури не се најдат повторно поволните услови кои користела за исхрана, или зависи од секој ендоспора различно, па од таа ендоспора повторно да се образува клетката, така бактериската. Сега ќе идеме малку повеќе у детали тоа како се случува. Само интересно е да помине дека како вакви, значи како ендоспори, можат всушност да преживеат многу долго време. Значи најдени се примероци кои се стари 7500 години, кои кога ги ставиле во полни услови всушност герминирале и создале нова бактериска клетка. Значи може да преживеат. Има некои ептен стари кои се најдени всушност во килибар, тоа е вид на смола, кои се стари 25 до 40 милиони години. Значи милиони години, значи тоа е скоро од времето од диносаурусите. Стари дрвени спори на некои бактерии. Тоа е многу интересно колку долго може да преживеат и да обстанат. Исто интересен факт е дека кога на месечината, барем во првите мисии, веќе не пазеле тогаш кога носеле опрема дали е загадена со бактерии, сушто однале бактерии и кога оставиле таму, како да го бележам, оставиле тоа, има една кола оставено и исто имале и друга апаратура, ама кога вратиле дел од опремата назад, всушност нашле на таа опрема бактерии, ама бактериите останале како спори, значи се кога ги однале таму тие биле живи, ама таму кога слетале не можеле да преживеат, нема кислород, нема атмосфера, имало многу радијација, немало хранливи материи и отишле во спор, формирале спори и кога ги вратиле тие на планетата Земја, герминирале, значи може да живеат и надвор дури од планета во чист вакуум. Значи спорите, како спори може да издржат многу голема топлина, значи топлина огромна, може до 120 степени да издржат. Некои спори можат, особено тие на терморезистентни бактерии, може да издржат во вода која врие, значи на 100 степени Целзиусови, може да издржат 20 часа. Значи 20 часа на 100 степени Целзиусови. Тоа е огромно издржување, значи тоа е огромна температура. Освен што може силна топлина, значи може да издржат силно зрачење од радиоактивно зрачење, може да издржат многу механички стресови, може да издржат различни хемиски агенси, значи имаме хемикали со кои може да стерилизираме, ама многу се ретки, многу големи физички агенси, како топлина што рековме, екстремни pH вредности, значи екстремни pH вредности, тие всушност паѓаат во хемиски, ама сепак да ги спомнеме. Значи спорите се многу резистентни на најголем дел од физичко-хемиски агенции што може да се сретнат. Значи дури вакуум не ги уништува, дури се отпорни на вакуум. Има, сега иако реков дека ова го прават всушност грам позитивните, има една која од грам негативните, која предизвикува акјут треска, тоа е Coxiella burnetii. Но тоа е едноставно само како пример да го спомнеме. И сега да видиме како всушност се создаваат овие ендоспори. Да спомнеме дека процесот на создавање на ендоспори од вегетативна, значи усвари вака почна, значи имаме една вегетативна бактеријска клетка и затоа таа треба да создаде ендоспора. Така, создавањето на ендоспората всушност трае неколку часа, значи неколку приближно неколку мал број на часови, часови, кој не е некој голем број. И овој процес е познат како спорулација или спорогенеза. Значи, да земам, вака дека биде со зелена.
Значи ова е спорулација. Лација или спорогенеза. Значи спорогенеза, создавање на спори. Така се нарекува процесот. Сега, кога започнуваат, значи, ево дека кога треба да започнат на спорогенеза, грампозитивните, всушност дел од хромозомот, значи јавме хромозом, се реплицира и се одвојува, значи имаме дел од хромозомот се реплицира и се одвојува, и дел од цитоплазмата се одвојува и се тоа се собира во една вакуола, на некој начин, една формација која е ограничена со еден вид на плазмолема барем во овој стадиум која е наречена споросептум. Значи овдека оваа обвивката е споросептум. Споросептум. И ова е, значи, жолтата боја е цитоплазма, портокаловата боја е дел од хромозомот. Значи ДНК ќе ја бележиме. И после некој време оваа структура всушност создава двојна плазматична мембрана. И како ваква, целата оваа сега структура, бележиме со црвена боја, значи оваа вака како цела структура, во овој момент се нарекува форespora. Значи форespora. Исто така содржи и дебели слоеви на пептидоглукан, значи да го бележиме вака со сина боја, пептидоглукан кој се наоѓа помеѓу плазматичните мембрани. И освен тоа има уште и протеини. Значи има протеини кои се наоѓаат на мембраната. Значи има пептидоглукан, има двојна плазматична мембрана и има протеини кои даваат еден вид на заштита од многу хемикалии. И на крајот, кога ваква ќе се формира, се лизира мембраната, односно клеточниот зид на клетката домакин и всушност може да искочи надвор. Сега, зависно од тоа каде се формира, односно во кој крај на бактериската клетка, значи разликуваме повеќе типови, вака да бележиме бактериската клетка, и ако почне да се развива на самиот крај, точка се нарекува плектридиален тип, значи, да земам помала, плектридиален тип. Ако се наоѓа близу до крајот, точка е клостридиален, и ако се наоѓа централно, е бациларен. Значи бациларен тип. И кога се формира спората, исто не рековме дека всушност водата излегува од нејзе, значи водата излегува H2O, и поради тоа што спората е дехидрирана, спората кога ќе излезе надвор, спората, таа всушност не одвива некои метаболички процеси. Тие се дехидрирани и се прилично постојани. Да, имаат натре, значи ДНА, имаат РНА, имаат цитоплазма, имаат некои протеини, ама немаат метаболизам. Исто така имаат као заштита дипиколинска киселина, значи исто и таа да спомнеме, да бележиме со кафена боја. Значи имаат внатре и дипиколинска киселина. Дипиколинска. Треба да си земам пенкало за цртање, зашто многу е вака тешко да се пишува. И уште на крај да спомнеме дека всушност процесот кога од оваа спора, ево да го избришам па ќе го напишам од поново. Значи процесот од спората кога станува во вегетативна форма, тоа е наречено герминација. Значи ова е герминација.
герминација. И тоа што се случува? Всушност, бидејќи спората е заштитена од повеќе слоеви на мембрани и пептидоглукани, ензимите кои се наоѓаат внатре во клетката, значи имаме некои ензими, под дејство на некои надворешни фактори, например, во средината се појавило соединението со кое се исхранува клетката и тоа соединение прави специфична промена на протеините кои се наоѓаат на самата мембрана и тие протеини ги активираат ензимите кои се наоѓаат внатре во спората и тие ензими сега ја разградуваат, земе вака со црна, всушност да го избришеме, ги разградуваат внатрешните мембрани, се дори не остане пептидоглукан и една плазмолема, односно се дори не се формира нормална вегетативна форма. Односно кога ќе се ословат повеќето мембрани, водата по пат на дифузија повторно може да навлезе внатре во спората, значи водата навлегува и како што навлегува пак стигнуваме до вегетативна форма, нели се активираат сите процеси. Сега се нарекуваат ендоспори, а не само спори, бидејќи на крајот на процесот повторно добиваме една вегетативна клетка. Значи сме почнале со една, на крај повторно добиваме една, значи ништо не се изменило. Спорите едноставно служат за преживување, како што напоменав на почетокот, за разлика од затоа се рекуваат ендоспори, бидејќи се создаваат внатре во клетката и служат за преживување, има и различни има како хламидиоспори, цистоспори за преживување, но интересно е да се каже дека спорите, например кај растенијата или кај некои животински видови, кај протозои се служат за размножување, значи бесполово или полово размножување. Овдека се служат за преживување кај бактериите. И тоа беше еден краток преглед на што се тоа спори. Се надам дека научив нешто и ќе се видиме во наредното видео.